Господине Ѓоко, какво е чувството одново и одново да се биде на сцената на Макфест? Што е поразлично годинава од претходните години? Чувството е секогаш прекрасно, секогаш со задоволство доаѓам тука и одамна доаѓам, 96-та година, така да секогаш се чувствувам преубаво, а разликата од лани до оваа година, не знам, мислам дека оваа година има малце поразиграност, по-опуштени сме, атмосферата е прекрасна, не дека не беше и лани беше супер, само бевме малце постегнати, така да супер. Јас мислам дека добро, духот од салата го нема баш, пошто таму сме, можам да кажам, израснати, но се надевам дека другата година ќе се вратиме пак. Се надеваме и ние на истото. Која песна од останатите артисти ви влезе во уво и дали имате фаворит? Колку што слушнав, Александра има добра песна. Сите се приметив дека многу балади има оваа година. Јас имав така малце побрзичка песна, Филип Пешевски имаше побрза песна. Јас уствари и сакам балади, но еве годинава решивме за побрзо нешто. Убави, сите песни се убави. Сите си имаат свој драж. Прекрасно изгледате, морам да ве пофалам. Кој се погрижи за вашиот изглед вечерва? Јас. И сопругата, да. Освен пењето, што е на што ви исполнува и ве прави среќен во животот? Дефинитивно фамилијата. Сега си направив своје домашно студио, пак поврзано со музика, таму си седам, таму си уживам, полека почнам да творам, така да тоа ме исполнува. Таму е хармонијата дефинитивно. Да. Како ќе искористите наградата доколку победите вечерва? Не знам, искрено, појма не. Говорете и што ќе му порачате или кажете на Ѓоко на 14 години и на Ѓоко на 65 години? Не би сменил ништо, искрено. На Ѓоко од 14 години, кажеме, а на Ѓоко од 61 да биде жив и здрав, да пее и да ужива во животот. Вие да сте жив и здрав, Ѓоко, ви благодарам многу.